Седумдесет и 5 години од народно-ослободителното востание на македонскиот народ против фашизмот денеска беа одбележени низ целата територија на Република Македонија, а во собранието беше доделена и наградата 11 октомври за животно дело од областа на уметноста. Представници од политичките партии, собранието и владата на Република Македонија, како и градоначалникот на град Скопје, положија свежо цвеќе на партизанските гробишта во Бутел, на гробот на генералот Михајло Апостолски, како и на гробовите на загинатиот председател Борис Трајковски и на првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров. Цвеќе беше положено и на споменикот на Методи Андонов Ченто на плоштадот Македонија, како и на споменикот на паднатите херои за Македонија во паркот Жена Борец. Наликовниот уметник Благој Аманевски, писателот Раим Гании, пијанистката Елена Мисиркова и актерот Атила Клинче пак во собранието на Република Македонија им беше врачена државната награда 11 октомври за животно дело од областа на културата и уметноста за 2016 година. Голема чест ми припадна пред се да се заблагодарам за највисокото признание, високата државна награда 11 октомври на ден кога пукна првата пушка. Мене ме поврзува тоа со моите корени, бидејќи од мајка потекнувам од Прилеп, а по татко потекнувам од Постол, престолот на Александар III Македонски. Тука би споменала дека веројатно името Македонија е многу постаро и од незиниот кум, со тоа што како интересен податок на Мисирковата земја се наоѓала банката на Александар Македонски. И тоа е факт. Оваа награда е највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија. Наградите им ги врачи председателот на одборот академик Митко Маџунков, кој во обраќањето зборуваше за значењето на државата и државноста. Државата е нашиот покрив над главата, но дали сите сакаме ист покрив или некои од нас сакаат нова куќа со нов покрив, зашто премногу им тече. Ние сме експериментална зона, а на светот нема доволно глувци да се извршат сите експерименти. За тоа се потребни цели народи. Моментално никој во светот не може да процени што ќе стане со мултиетничките средини ако дојде до општа војна, а деновиве прв пат по кубанската криза се споменува дури и атомска војна. Националното прашање никаде во светот не е решено асолно, зашто се подраматично се гледа разликата меѓу државното и етничкото. Празникот 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Линденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна.